Од каде идејата воопшто за да се отвори една вака актуелна тема, јас би рекла, во рамките на Еразмус Плюс програмата? Оваа идеја се роди спонтано со оглед на тоа што веќе во ова партнерство имаме институции, училишта кои што од поодамна се знаеме и кои што имаат соработувано во други европски проекти. Оваа идеја се роди како резултат на предизвикот кој што не засега сите во рамки на воспитно-образовната дејност од институциите од кои што доаѓаме, без оглед дали се работи за прекуморска Франција, за Бугарија, за Шпанија. Меѓу нас имаме представник на невладина организација Глоберс од Шпанија, кој што исто така подаде рака во ова партнерство и кој што исто така се вклучи во реализацијата на нашите цели кои што ги поставивме за имплементација на овој Еразмус проект. Координатор е училиштето Фостин Флере од Морнало, прекуморска Франција, Гваделупе, а партнери училиште од Хаджидимово, средно училиште Никола Вапцаров, Асоциацијата Глобер во Шпанија, Рода Гебара и училиштето Методи Митевски Блицо од Лозово. Темата не засегна сите. Во неформални средби во претходните проекти се согласивме сите дека над нас демне една опасност, која што опасност можеби еден ден ќе не засега сите. Како во улога на воспитувачи, како во улога на родители, но и во улога на представници на локалната самоуправа. Ова опасност, значи, ќе не засегне еден ден сите и сите ние се здруживме да ги обединиме нашите визии, нашите идеи, со кои што ќе помогнеме на идните генерации за момент, па макар и некогаш и на невидлив начин, да го почувствуваат тоа оддалечување, тоа бегство од ова зло, така би рекла, на кое што треба да му застанеме на патот. Дека да не биде тоа токсична релација како ние што го напишавме во насловот, туку постепено да биде тоа една активност на детоксизација на духот на младиот човек.